Од вечерва започнуваат форумските средби со представници од урбаните заедници во Штип со цел креирање на буџетот за наредната година. Во салата на совет во општината граѓаните ќе може да даваат свои совети, идеи, предлози кои понатаму ќе се анализираат, а дел од нив ќе влезат во буџетот за наредната 2026 година. Започнуваме со форумските средби со урбаните заедници, преку кои ќе ги осознаеме потребите на граѓаните, нивните предлози и идеи, врз основа на кои ќе се создадат предлозите и проектите за новиот буџет. Освен ова, секако дека во текот на оваа измината година во општината има пристигнато многу предлози и идеи кои секако ќе бидат изанализирани и овие предлози и идеи сигурно ќе бидат дел прифатени во новиот буџет, така да комуницирајќи со граѓаните, комуницирајќи со сите други институции, ќе го формираме новиот буџет, ќе ги формираме програмите за уредување на градежно земјиште. Дополнително наредната година се очекува да се реализираат голем дел капитални проекти во Штип, како обиколницата, булеварот Гоце Делчев, паркот Иднина. Ќе се работи на инфраструктурата, реставрација на тврдината Исар, како и на проекти кои ќе бидат од значење за граѓаните. Во 2026 година ќе се гради нов булевар, продолжување на постоечкиот булевар Гоце Делчев. Обиколницата ќе биде завршена, која се гради во моментов, паркот Иднина, нови паркови, нови зелени површини, нови катни гаражи во централното градско подрачје, кои ќе придонесат за зголемување на паркинг просторот. Дополнително нови сообраќајници во централното градско подрачје, поврзувајќи ја клиничката болница и средното медицинско училиште со нова сообраќајница, растеретувајќи од тој дел на градот од сообраќај, практично овде мислам на улицата Вита Поп Јорданова и на улицата Мирче Ацев. Дополнително имплементација на проектот СКАДА, кој ќе овозможи намалување на загубите на вода и контролирање на загубите на вода. Така да ова се проекти кои во 2026 година верувам дека ќе се завршат. Вечерва започнуваат средбите со граѓани од урбаните заедници Славчо Стојменски, Три чешми, Железничка, 8 ноември, Брегалница, Баби, Тошо Арсов и Караорман.